Новите електронски услуги од областа на здравственото осигурување ставаат крај на чекањето пред шалтери за добивање на потребна потврда. Денеска се промовираат 4 дигитални алатки за таа цел, најави министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски. За правните лица за прв пат овозможена електронската услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, целосно дигитално и достапно во секое време. За физичките лица воведени се следните 3 електронски услуги: потврда за пријава и одјава во задолжително здравствено осигурување, потврда за осигурано или неосигурано лице и платен придонес и потврда за исплатен надоместок за плата за време на привремена спреченост од работа. Овие услуги се само почеток на системска дигитална трансформација и во овој сектор, а не на изолирани технички решенија. Со веќе достапната алатка за електронска лична идентификација на граѓаните ќе им бидат достапни сите електронски услуги од Фондот за здравствено осигурување. Појасни меѓу другото директорот Сашо Клековски. EID ќе стане начин на поврзување со услугите што нема да бидат преку услуги, туку ќе бидат услуги што ќе бидат достапни само во Фондот за здравствено осигурување заради карактерот на тие услуги. Како фондот да се заштити од евентуални злоупотреби на достапните дигитални алатки за граѓаните? Ние имаме формирана работна група од фондот, Министерството за здравство, Министерството за финансии, УЈП. Ни престои уште една 2 седми со Министерството за внатрешни работи, за да видиме како со вкрстувањето на нашите бази на податоци можеме да исклучиме злоупотреби. Во меѓувреме, од денеска се дигитализира и управата за водење на матични книги. Тоа значи дека потврдите, односно изводот од матична книга на родени, матична книга на венчани, умрени и новата услуга слободна брачна состојба, потврда за слободна брачна состојба, од денеска се целосно достапни на порталот и со неколку клика граѓаните може да ги добијат и тие услуги, што ќе значи поголема ефикасност на управата за водење матични книги и поголема контрола од страна на нас како ресорно министерство на темпото на издавање на овие услуги.